Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола на 18.4.2023 година, вторник, со почеток во 10 часот со предлог следниот дневен ред. Извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2022 година, заклучно со 31.12.2021 година и точка број 2 план за квалитет на воздух. Сите сме тука од Комисијата за животна средина, го молам подносителот од општина Битола да се произнесе по извештајот и планот за квалитет на воздухот. Здраво на сите почитувани советници, почитувани членови на Комисијата за животна средина. Јас бев информиран дека денес треба да дојдам на комисијата, па доколку нешто пропуштам во делот на излагањето, ве молам да ме надополните. Во делот на... Извинете, само едно прашање имам јас. Повелете. Немате информации? Имаме информација, доволно. Бидејќи координација имавме во средата. И малце ми е чудно некој да ве извести дури денес. Раководителката не е моментално на работа, а Александра е болна и не можеше да дојде во тој дел и заради тоа јас ја преземам улогата да ви информирам за сите активности во делот на програмата за животна средина и во делот на донесување на планот за амбиенталниот воздух на општина Битола. Сакам да ви информирам дека планот за амбиенталниот воздух е доставен до комисијата да го разгледаат. Тоа е предлог план изработен од Министерството за животна средина. Тој е носител на планот за животна средина, додека непосреден изработувач е Технолаб од Скопје. Општина Битола е избрана како пилот проект во рамките на Министерството за животна средина за да може да се изработи вториот план за заштита на амбиенталниот воздух на Битола. Добиени се сите мислења од страна на релевантните институции за да може планот да се усвои и да може понатаму да се спроведува. Планот како таков ги офаќа сите, дава една целосна слика на загадувачите на во општина Битола, тргнувајќи од индустријата, населението и сообраќајот, и во тој дел од анализите произлезени се мерки и активности кои што во понатамошниот период треба да се спроведуваат. Планот се состои од 27 мерки кои временски се распоредени и како такви треба да се реализираат во следниот период, во период од 6 години. Доколку имате некакви ние сите забелешки во тој дел кои беа на јавната презентација на планот беа сублимирани, како такви беа испратени кон изработувачот и тие се внесени во планот. Сега може да се отвори дискусија во делот на некакви други работи кои што мислите дека ќе бидат од значење за понатамошното спроведување на планот. Тоа е во делот на спроведувањето во делот на донесувањето на планот за амбиенталниот воздух, додека во делот на програмата за животна средина
знаете дека ние донесовме зелен катастар, еден документ кој што е многу добар, почетен документ за зелен катастар на општина Битола. Спроведовме акција за чистење на градот како генералка викенд. Се уредуваат зелените површини, тротоари и така натаму кои што се дел од програмата на усвоената програма за животна средина за 2023 година. Колку што е можно ја подигнуваме јавната свест во делот на населението во сите аспекти на животна средина, особено во зимскиот период кога имаме поголеми концентрации на PM10 и PM2,5 частици, кои што ги информираме граѓаните како да постапуваат во тие денови кога максимално дозволените концентрации се на високо ниво. Во тој дел тоа имам да кажам, доколку имате нешто вие. Вели председател. Мене ме интересира во колкава мерка беше вклучено одделението за животна средина од општина Битола при изработката на овој план. Тоа ми е првото прашање. Второто прашање ми е, рековте 27 мерки во рок од 6 години кои треба да се спроведат. Колку од тие мерки сметате вие како вработени во општината и како дел од одделението за животна средина дека општина Битола може да ги спроведи? Значи претпоставувам дека не се сите на општина Битола, меѓутоа дел се и на општина Битола. И третото прашање е, рековте дека да, и сите знаеме дека е донесен зелен катастар. Мене ме интересира, видовме промоција на еден нов проект од општина Битола и Комуналец за засадување на дрва. Дали истиот е изработен врз база на зелениот катастар и дали е земено во предвид во кој дел веќе имаме, а во кој дел веќе немаме, заради тоа што колку што јас тука разбрав кога беше презентацијата, зелениот катастар е само за централно градско подрачје засега изработен. Ви благодарам. Значи, во делот на зелениот катастар, јавното предпријатие Комуналец треба да формира тим во кој сите засадени дрвја, според програмата тие што имаат, треба да ги внесат дигитално во системот на зелениот катастар. Да, сега тоа го немат направено? Не знам, јас тоа немам увид. А кој има? Тие имаат, може Не, мислам тие имаат увид или општината треба да има увид? Директорот од јавното комунално предпријатие, од Комуналец, сигурно има информации во тој дел, зашто тие сте задолжени во системот во кој електронски ги внесуваат сите засадени дрва во делот програмата кај што му дава да може да ги имплементираат. Зелениот катастар е изработен на еден многу мал дел од централното подрачје, не е целото централно подрачје, со таа карактеристика што тој план треба понатаму да се проширува. Значи, тоа не е на целото централно градско подрачје, него да е на Маршал Тито, деловите околу Безистен од парковите, главниот парк, градскиот парк наш. Значи, во тој дел е централниот регистар зелен катастар направен. Системот за внесување за нови садници кои што треба да се постават на територијата на општина Битола го раководи јавното предпријатие Комуналец. Во делот на прашањето дали одделението за животна средина и општина Битола е вклучено во планот за заштита на амбиенталниот воздух, кој го изработуваше Министерството за животна средина,
Сите податоци релевантни кои што се потребни за планот преку електронска пошта се пуштени до изработувачот и до Министерството за животна средина. Тие се што побарале од нас како општина е испратено кај нив. Тоа имам да кажам. Некој друг од колегите? Јас имам. Пак не разбрав. Немаме ние представа, например, колку од овие мерки би можеле да ги спроведиме, така? Дали се спроведливи? Оти ние ќе донесиме план. И истиот план спроведлив е или не е спроведлив? Значи, зборам за на надлежностите на општината. Има 27 мерки и во кои вие може да видите дали тие се спроведливи или не се спроведливи. Сите мерки се спроведливи доколку се сака, доколку се организираат работите така за да може да се спроведат, или и најмалата мерка ако не сме организирани не може да се спроведе. Се зависи од нас таа работа. И зависи од финансискиот дел. Ако се одобрат средства во тој дел и ако се координираат работите, ние може да спроведуваме мерки. Ако не се определат средства, ние не се организираме, не може да се спроведат мерките. Се зависи тоа од нас. Нема мерка која што не може да се спроведи. Меѓутоа има мерки кои што се страшно финансиски. Па баш заради тоа Големи. прашав, значи зошто тогаш сме ги ставиле ако не се справедливи? Ама јас вака викам, вие сте комисија, Не, ние можете сме комисија. да лобирате да се разбереме. Од тие мерки се мерки кои што треба да се спроведат за да Точно. имаме ние квалитетен воздух. Значи неспроведувањето на мерките нема да ни донесе квалитетен воздух. Меѓутоа, усвојувањето на овој план не значи и спроведување. Значи, донесувањето на планот е иницијална работа во која ние понатаму можеме да се движиме и можеме да одредуваме приоритетни мерки во делот, да ги спроведуваме и да одделуваме финансиски средства од општината или од владата. Има овде мерки кои што не се само на општината мерки, тие треба да се координираат и на државно ниво мерки. Од гасификација, од горива, од сообраќај и така натаму. Има мерки кои што се исклучиво зависни од општината. Меѓутоа има мерки кои треба и самата држава, владата да ги во координација со локалната самоуправа да ги спроведува. За да имаме сите, тоа се врзани работи. За да имаме сите чист воздух. Јас викам, планот се носи за да може да се имплементираат мерките, ако е можно да се, ако немаме план, не можеме да имплементираме мерки. Председателка, уште нешто во нова? Овели колега. Значи, пред известно време имавме една добра дискусија кога имаше презентација на локалниот еколошки акционен план. Тој мислам дека фирмата која што го беше изработуваш дека се обврза да направи некои измени во него. Па мене ме интересира дали овој планот за квалитетот на воздухот и тие 27 точки што ги наведвате ќе бидат дел од локалниот еколошки акционен план или не? Значи, повисок документ на локалната самоуправа представува локалниот еколошки акционен план. Тој е сеопфатен план. Планот за амбиенталниот воздух ги дава мерките исклучиво за амбиенталниот воздух. Додека локалниот еколошки план е план во кој ги зема сите карактеристики на животната средина. Така да тој е повисок документ и сигурно во локалниот еколошки план, во делот на амбиенталниот воздух, а делот на амбиенталниот воздух се разработува и во еколошкиот акционен план, ќе бидат земени во предвид.
некој друг да постави прашање? Нема прашање, ги ставам на гласање, значи двете точки. Точка број 1, извештај за реализација на програмата за животна средина на подрачјето на општина Битола за 2022 година, заклучно со 31.12.2022 година. Кој е за? 2 за. Кој е против? 2 за. Да. Кој е против? Воздржан? Тројца. И точка број 2, план за квалитет на воздух. Кој е за? Против? Воздржани? Тројца. Ја затворам комисијата за животна средина, ви благодарам на присуството.